Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Во оваа изборна кампања покрај за изборните платформи кои предвидуваат економски мерки и проекти, најгласно се дискутираше околу тоа дали СДСМ и нивниот лидер Зоран Заев во оваа изборна кампања тргува и со националните интереси, ветувајќи во повеќе наврати и во ТВ интервјуа во земјава и на трибината во Швајцарија дека ќе го надмине Охридскиот рамковен договор, ќе се воведе двојазичност и ќе се редефинира уставот по потреба. Моето прашање е колку се работи овде само за изборна реторика, како што дел од луѓето коментираат. Партиите ветуваат на избори, меѓутоа веќе денот после избори тоа нема да се спроведе, ова не се сериозни најави, ова е само кампања. Колку е сето тоа така или дали се овие најави кои што ги слушнавме во изборната кампања сепак опасни? Значи, видите, политичките партии за време на кампањата навистина ветуваат и тоа што можат и тоа што не можат. Меѓутоа, според мене, многу се опасни тргувањата во врска со одредени нивоа на имплементација на некои барања на групи и на национални малцинства или дел од популацијата која што живее тука врз основа на национални барања и од друга страна национални интереси на другата страна. Значи, не се вие можете комотно да тргувате, да речеме, со или да имате реторика која што утре после избори нема да имплементирате, таа да се однесува за некои социјални аспекти, економски аспекти и така натаму, урбанистички и така натаму, кои што се релативно дали во тој период би се имплементирали или не. И би влијаело врз целокупното живење, односно кон целата популација на државата, од економски, од социјален или така натаму аспект. Меѓутоа, многу е опасно да се има реторика која што навлегува во промена на уставот, во суштина промена на редефинирање на државата, на општествените односи на државата, на се она кое што во овој момент означува стабилност на држава, односно теки пат кој што ние го знаеме, односно сме го трасирале да го одиме. Меѓутоа, од друга страна е отварање на табу, кој што во суштина е табу тема во оваа територија, односно во Република Македонија, од модерната држава, создавање на модерната Македонија до денес, збориме од 45-та година до денеска. И таа табу е третирана од сите национални служби во Македонија, без разлика во кој период од државноста се наоѓала, дали таа била дел од федералната единка во СФРЈ и по самостојувањето. Безбедносните служби работеле на тоа, се фокусирале на тоа, значи така да е отварање на едно табу, би рекол, кое што е опасно да се ветува, после тоа да не се имплементира. Да, можете ли да му ветите на албанското малцинство дека од понеделник практично државата ќе биде двојазична и ќе се надмине Охридскиот рамковен договор, а тоа да не го спроведете? Затоа викам, видите, ако вие ветувате нешто кое што е од социјален аспект или од економски аспект, карикирам дека ќе зголемите плати или ќе намалите данок или и така натаму, или не знам ќе изградите пат или водовод, е еден начин и на привлекување на некакво гласачко тело, и тој начин може да го исполните или да не го исполните врз основа на тие параметри, утре би можело да добиете помало или повеќе гласови. Меѓутоа, ако ветите дека еден човек би добил едно право, и тоа право не му го дадете после тоа, без разлика дали е единка како личност, или група, или популација, нели, како што е во случајов, тогаш е многу опасно ако то не го спроведете. Бидејќи играте со емоциите на граѓаните, односно со национални чувства и на едната и на другата
популација конкретно во Република Македонија. Значи, вие ако обеќате ветите на албанците дека во наредните 4 години јас ќе ја федерализирам државата, ќе редефинирам, ќе регионализирам, кантонизирам или како сакате наречете. И вие не тргнете да го реализирате тој процес, значи имате потенцијален конфликт со албанската популација воопшто, и со партиите кои што ги представуваат албанците, меѓутоа и со јадрото на албанската кауза воопшто. Од друга страна, ако тргнете да го имплементирате, тогаш имате другата страна е македонската популација, односно мајоризација се случува мајоризација на мнозинството. Вие во секој случај мора да го прашате мнозинството дали се согласува со тоа. Значи, редефинирање на државата не е процес кој што може некој да седне во парламент да го реши, да го изгласа со 81 пратеник или 2 и тоа да се имплементира без при тоа да биде инволвиран народот. Тоа е многу тежок еден и процес кој што повлекува многу други останати сегменти кои што во овој момент така многу плитко се играат. Во суштина е многу длабока една длабок тек на настани кои што многу би влијаеле во секојдневниот живот на граѓани, и од економски, и од социјален, и од национален карактер. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.